Сакам кога во Слободен печат зборуваме за спорт, ве мотивираме за спорт, а посебно се радувам кога зборуваме за успешни спортски приказни. Во продолжение, фокус на внимание ќе не биде искачувањето со велосипед на највисокиот вулкан на светот, Охос дел Саладо, во превод значи очите на солта, висок е 6893 метри, се наоѓа на Андите или по конкретно да прецизираме се наоѓа на границата помеѓу Аргентина и Чиле. Првото искачување пеш на овој вулкан било во далечната 1937 година, но нас не интересира тоа. Нас не интересира последното искачување со велосипеди, кое што се случи оваа година во месец јануари, и дел од оваа експедиција беа македонски велосипедисти. Токму тие двајца се во студиото заедно со мене и ми прават друштво утринава во Слободен печат. Ќе им кажам добре дојде во Слободен печат на Никола Нешковски и Илија Деревјов. Ви благодарам што прифативте да зборувате за Слободен печат. Благодарам на поканата. Пред да преминеме на вашето петешествие на Андите, односно на овој вулкан, би сакала она што секој еден кога ќе прочита и ќе дознае за вашето петешествие, ќе се запраша од каде идејата и желбата, од каде поривот да се искачува вулкан. Поривот да се искачува вулкан, јас би почнал, Илија ќе се надоврзи сигурно. Се почна негде 2012 година, кога почнавме да планираме малку поразлични искачувања со велосипеди. Иако тоа беше пракса во Македонија претходните години, да искачуваме врвови што не се возливи нагоре, меѓутоа се возливи надолу. Со велосипеди мора точако да се однесе некако горе. Дали со туркање, дали на грб, тоа нели разни техники има. Започнавме со Африка, Килиманџаро, продолживме со Дамаванд, Иран, следеше Етна, Арарат и еве, некако по логика на нештата гледавме да одиме и повисоко и малце така поекстремно. Така да го избравме овој вулкан, кој инаку пред 2-3 години е прв пат искачен со велосипед. И ете, така дојде целата спонтано, така дојде целата идеја и по некој логичен редослед. Прв пат во светот, затоа што и во таа експедиција, ако не се лажам, има македонци? Не, пред 4 години? Не, пред 4 години, пред 4 години македонци го искачуваат пешки. Тоа е првата експедиција македонска воопшто на вулканот. Прв обид, и за сега успешен, е нашиот. Со велосипеди, да. Претходно тие дечки четворица, ако не се лажам, тројца четворица од Македонија го имаат искачено. Охрид, Битола, ќе погрешам. Ќе ги поздравиме. Ако гледаат нека не ми замерат, меѓутоа да. Знам дека тие го имаат искачено пешки пред неколку години. Значи, можеме да заклучиме дека вие се запишувате во историјата како првите македонци кои што се искачиле со велосипед на највисокиот врв на светот. Точно. Ова заслужува и стоечки овации. Во друга прилика ќе станам закачана сум со микрофон. Во секој случај, навистина е огромно изненадување и воодушевување за тоа што сте го направиле, со оглед на тоа што повторно ќе речам, јас сум лаик за оваа работа, не сум велосипедиста активен, па се чудам како некој би се одлучил да се искачи на вулкан, со оглед на тоа што нели постои и ерупција. Дали за искачувањето на вулкан треба посебна географска подготовка, дали постои одредено истражување претходно, како изгледа едно подготвување за искачување на вулкан? Сигурно се разликува од обично искачување на планина. Па, генерално као прво, ова не се активни вулкани. Едино Дамаванд беше као семи-активен, значи имаше на врвот. Етна и тоа пред година. Да, ма на Етна не те пуштаат да идеш до врв, ако не ти дозволат геолози. Фактички, пред да продолжилија, бидејќи јас бев на Етна пред година-две, ако не се лажам, не ми текнува точно. Ајде да речеме сива зона. Зимно време беше и можев да дојдам до самиот кратер, инаку не пуштаат поради гасовите. Така да од тој аспект Етна е малце да речеме опасна, инаку теренот е баш едноставен, дури водно е екстремно за Етна. Така да. А овде како се подготвувавте, затоа што овој се смета за највисок активен вулкан. Значи според моите податоци. Да. Највисок генерално. Ама мислам дека не е активен. Да, не е активен како вулкан, меѓутоа е највисок вулкан во светот.
Највисок вулкан, Да. според она што го истражив јас, последната ерупција се случила пред 1300 години, но сепак постојат докази за емисија на мали количества пепел во 1993 година и со оглед на ова се смета за највисок активен вулкан. Затоа си велам, претходно истражувавте ли околу тоа кога секако, последно? Да? Но мислам, као и да се десило тоа у минатиот век, као не ни игра улога. Најактивен беше до сега Дамаван, кај што горе на врвот имаше исфрлаше сулфур на одредени периоди, као тоа се гледаше и на тој недостаток на кислород, туше тоа ни фалеше. Значи, онака тотално беше необично. Тоа значи дека кога тргнавте немавте воопшто страв дека можеби ќе се случи нешто, затоа што сепак ерупцијата на вулкани не се предвидува, нели како земјотресот, не можеш да предвидиш кога. Да, Немавте страв? Има некои мерачи, на пример ваму не, меѓутоа кај активните вулкани постојат нели станици каде што ја гледаат таа сизмичка активност. Меѓутоа овде тоа не беше, буквално не беше во онаа чеклиста и што може да тргне наопаку. Не беше ова ставено во таа листа, ред други работи беа ставени, нели? За среќа ништо не се случи од тоа. Да, фала Така да Богу. тоа е, да, се супер. Едноставно поминавме баш идеален, јас би рекол, идеална авантура, без никакви проблеми. Ќе навлеземе подетално во вашиот начин, односно логистичкиот момент, како сте се искачиле, што се опфатило. Уште еден податок сакам да кажам чисто и за нашите гледачи, Охос дел Саладо е стратовулкан. Јас малце ме инспириравте да истражам. Веле дека стратовулканите се одликуваат со стрмен изглед и периодични експлозивни избуви и изливни избуви. Сепак ова ми е моментот затоа што се уште мислам се зборува дека е возможно да се појави лава која што истекува од стратовулканите. Таа вообичаено се изладува и стврднува навргу по изливањето поради големата вискозност. Велите дека кај вас не постоело страв, сте биле смирени. Сега како дознавте за оваа експедиција? Вие сте единствените двајца македонци, но не бевте сами. Идејата беше реално на Нешко. Од кај му дојде, не знам. Каде? Истражување, само истражување. Си гледавме кај ни е следна дестинација и Нешко убаци, пошто више 2 години ја збори, да идеме на Охос и као да си го шкртнеме највисокиот вулкан на свет. И нормално као јас си прифатив без многу размислување. Тој е првен од дома поваров дозвола. Нормално. Без виза не си иде. И тоа е најважната виза. Да. А генерално, да, микс група во смисла на тоа дека бевме двајца македонци и остатокот од групата 8 луѓе пешки беа од бивши југословенски простори. Значи Така да тука, беше една многу фина и забавна атмосфера, јас би рекол. Ние бевме најмладите во групата, по 10 години просечно беа постари нас, меѓутоа така нека убава атмосфера имаше што нели едноставно се помина во најдобар ред. Значи, тоа беа луѓе кои што не ги познавате, што значи сте стигнали... Еден познававме само од тие 7 останати, другите ги запознавме баш Тоа там. релативно као не се знаеме со него као. Така да, генерално баш запознавање на лице место. Што значи си проширивте и познанства со велосипедисти од регионот. Ама Планинари. беа Планинари. Пешаци? Пешаци. Да. Само вие двајца Само бевте? ние бевме со точка. Да. Добро. Да. Сега разбрав, ја мислев дека сите биле само ние двајца, така да една голема благодарност до нив бидејќи имаше моменти каде што логистички беше захтевно да се организира транспорт од една до друга локација, бидејќи ние со велосипеди, тие со пешки, во смисла на тоа дека за долгите дестинации како не знам меѓуградските од стартна точка до самата пустина одевме 800-900 км по автопат. Ама целата таа логистика, нели соточаците придржи, помогни да го закачиме, да го врземе и така натаму, имавме поддршка. Не дека тоа не можеше сами да го направиме, меѓутоа едноставно групата функционираше како едно. Тоа е многу значи. интересен момент. Да. Ајде сега околу тој логистички момент, како започнува, од каде започнува првата точка до крајната точка, што се видовте, бидејќи колку што можев да заклучам се работи за навистина интересен предел. Првата точка започнува во Скопје. Така? И тоа беше искрено пола предизвик да се стигне до таму. Зошто баш се погоди у период кога паѓаат магли, а летавме со Туркиш, они имаат таква политика дека во некоја
одреден степен на магла не функционираат. Така да уште од Сабајле ни откажа лет, па ни го презакажа, па целата таа редица на летови ни се изремети. И буквално се снаоѓавме од аеродром на аеродром, со огромни кутии, со многу багаж, така да дури стигнавме до таму, само се поизнапотивме. Потешко ви беше да стигнете Па, со аеродромот до... За назад полесно идеше, пошто уходани више. Генерално да, мака беше заради нели временски услови. Кога стигнавме таму, се беше веќе во наводници организирано, знаевме што треба да направиме, како треба да го направиме, со кој да го направиме. И почна авантурата со тоа што буквално после првата долга делница автопатска зборам со возила, веќе почнавме да се екипираме за стартна точка прва кај што ќе почнеме со активностите. Почнавме по асфалт да возиме првиот ден. Тоа беше мешавина асфалт и земја. После неколку часа веќе почнавме и на земја, поминувајќи и по бидејќи тоа е пограничен регион помеѓу Аргентина и Чиле, и дозволите што ги вадевме беа од нивното Министерство за надворешни работи, фактички војска. И моравме да поминеме и контрола, чек и да продолжиме со целата авантура. И баш буквално првиот ден беше, да речеме, стандардно лесен, би рекол, едноставен, без многу искачување, меѓутоа веќе се соочивме со пустината, знаевме какви гледки ќе имаме во наредните 2 недели. И првиот камп на Лагуна Роса, тоа е езеро на отприлика 3700-3800 метри надморско. Тоа беше првото спиење. И од таму се започна понатаму да се движи. Колку спиења, колку некевања, колку време траеше целиот процес? 2 недели, отприлика. 14 дена отприлика, да. Грубо 2 недели целиот процес. Збориме само на планина, да. Да, зборуваме за тој физичкиот, макотрпниот момент. Купно 3 недели целата дома, а на планина околу 14 дена. И првиот камп, ајде да појасниме за гледачите што значи камп? Поставување шатор. Буквално. Повеќе шатори е камп. Да, повеќе шатори и нели генерално спиевме по 1 до 2 во шаторите во зависност кој каков шатор има. Добро. Точаците надвор, внатре се останато. Нема кој да ги украде. На почетокот ми беше незгодно. Првите 2 дена, да речеме, мене ми беше лично. Меѓутоа реално не би требало. Мала е шансата некој таму да дојде за да украде нешто, нели? Инаку точаците се преспиваа надвор. Буквално. Така да камп предпоставува под камп подразбираме буквално готвење, местење сами, како што си е нормален процес кога оди некој на кампување, да речеме. Било какво кампување, да. Буквално истиот процес, само во други услови. И Илија, колку вакви кампови направивте во тие 14 дена, знаете? 5 мислам. 4 или 5 локации имавме. Санта Роса, Лагуна Верде, Атакама и Техос. 4 камп. 4 различни локации за камп. Да. Ајде доближете ми ја целата атмосфера таму. Што се видовте? Има ли животни? Сретнавте ли? Па за едно чудо има, да. За едно чудо? Да, на таа висина има и во таа средина сурова, би рекол, средина бидејќи е пустина. Нема ништо. Да. Буквално веќе над 4300 метри. До тогаш имаше и тревнати делови некаде, езерцава солени што ги збориме. И после беше само пустина. Буквално само пустина, каде што се среќава некои животни од типот на лами и налик нив, глувци, буквално кај камповите заради нели храна што се готви, претпоставувам и тие сакаат да земат дел од истата. Фламингоси. И фламингоси. Фламингоси, да. На камповите кај што беа езерата, имаше доста фламингоси, би рекол, бидејќи тоа се многу мали езерца, релативно мали, каде што беа полни со фламингоси, кој има многу бледа боја, карактеристично за тој вид на фламингоси. Охос дел Соло се вика да, се вика заради тоа што се солени така езерца. Да, солени езера, меѓутоа има и повисоко езера што ние не ги видовме колку што ми текно, поминувавме покрај глечери, меѓутоа баш овие езерца не ги видовме, тие се и највисоките езера на светот, што се баш во околината на Охос дел Саладо. Мислам, ако не се лажам, дека околу 6200-6300 метри висината на едното езерце, да, што е прилично високо. Да, го сретнав тоа и негде меѓу истражувањето дека се смета за највисокото езеро воопшто во светот. Да, што се наоѓа, така што па не, претпоставам дека беше од другата страна, бидејќи ова е вулкан што има 2 врвови.
фактички останати од кратерот, нели, остатоците. При што едниот е во Аргентина, другиот е во Чиле, буквално на самата Сега вие граница на се која, јесте на која страна? Чилеанската. Значи вие во Чиле следавте. Чилеанската, така? да. Многу е, мислам, интересен моментот дека едниот врв е понизок за само 1 метро. НАСА кажува помеѓу 50 сантиметри и метро, до толку прецизно можеле да одредат. Меѓутоа тој е полесниот врв. И за жал ние моравме, или за среќа моравме да одиме на другиот врв. Бидејќи се гледа тој врв од кај што бевме ние, и буквално се гледа дека е многу поблаг терен од таму. Сега вие предизвики тоа следен пат или? Па нема поента, веќе го качивме, да. нели, вулканот Исто еден бе тиз било. вулкан, највисокиот врв на вулканот и мислам дека сега треба да имаме други аспирации. Да, ќе зборуваме и за тоа. Ме интересира како ви се погоди времето, невообичаено е топло во Македонија за овој период од годината, како е таму времето? Дали ви се погоди времето, дали можеби имавте дожд, снег, не знам. Не, времето беше одлично. Сега бидејќи пустина, значи чим изгрее сонцето, почнува ветер. И значи имаш цел ден константен ветер, значи не стигнува. Као што идеш погоре, на одредени моменти имаш ептен јак ветер, да речеме претходните експедиции што беа пред нас не успеале да го качат вулканот зашто имале ветер 80 до 90 метри во секунда. Што на таа висина и на воопшто ниската температура надаваат големи тешкоти. Сигурно е многу непријатно и Па да, као ако е минус 10, feels like е минус 30. Имаше баш последна експедиција пред нас со велосипеди, беше на една жена од таму локална жена од Чиле, велосипедистка каде што успеа да стигне до кај 6200 метри, се откажа поради ветер. Буквално се откажа поради ветер. Исто и претходната година имаше неколку неуспешни, претходната година никој не успеа да го качи и претходно со овие експедиции што ги збориме дека го имаат искачено. Неколку до сега. Тоа се европски и чилеански експедиции. До сега, значи, националностите што го имаат искачено овој врв се фактички Италија, Чиле, Англија и Македонија. И Македонија, Да, така е. така да баш и фино вака и за нашава земја, една афирмација. Како не, да. Да. Ме интересира дали нешто можеби дете интересно можете да споделите, некоја интересна ситуација, непријатна, пријатна, смешна, забавна. Сигурно сте имале во тие 14 дена секакви случувања. Па имаше свашта. Непријатна, искрено, ајде, ако се смета непријатна, ама непријатна не ни се случила на нас, туку се затекнавме во таква ситуација, каде што на една жена беше прилично лошо, девојка млада. Имаше и девојки? Не во нашата група. Збориме од луѓето на планина. И во нашата имаше една жена, меѓутоа не се случи оваа ситуација на неа. Имаше една жена, ако не се лажам, русинка, која беше буквално оставена од тимот. Поради висинска болест да така сама да лежи покрај патот. Да, буквално. Покриена само со една вреќа и оставена со сати. Збориме девојка скоро неконтабилна. Мислам баш во лоша состојба. Тоа беше една непријатна вака гледка. А генерално другото, да се свртам се на позитивните моменти, буквално имавме од почеток до крај само позитивни моменти и од аспект, нели, ние двајца, и од аспект на екипно, и од аспект на време, меѓутоа и од аспект на технички проблеми. Немавме ние. Буквално ни гума не дупнавме. Нели кога се оди по секакви терени, подготвени велосипеди, па и тоа да, ама ете се случува. Например, ете на Килиманџаро јас го скршив задниот менувач, на други тури се случувале други проблеми технички и така натаму. Овде поминавме буквално без никаков. Повеќе се изгребаа велосипедите при транспорт него на планинава. Одлично. Околу храната, околу таа подготовка нема потреба да прашувам, очигледно сте знаеле што се ви е потребно? Храна, вода. Ова е реално прва експедиција кај што за све се грижевме сами, тоест немавме кувари, портери, такви работи преку агенција, туку буквално од Копиапо си испазаривме све што ни треба за тие 14 дена. Збориме храна, вода, закуски. Колку вода испивте? Точно, 84 литри заедно. 84. Да, Двајцата. Точно. На двајцата 84 литри. Знаевте свесно колку ќе ви треба од прилика? Па мислам знаевме свесно тоа, се некои општи математики се знае дека 3 до 4 литра на таа висина се пие, треба да се пие, не се пие, треба да се пие дневно. Вклучувајќи го и готвењето, нели, супа или чај или нешто слично. Ама таа е од прилика математиката. И сите имавме толку вода предвидено по човек 42 литри. Нормално
зимаш со резерва за случајно ако зафали да си имаш. Да, буквално математика се со толку оброци на ден, таков тип на оброк и така натаму. Како кога одиш на одмор, одлика Како кога одиш на одмор, само малце Нешто така. полоша храна, ајде сега. Полоша храна? Па да, бидејќи јас сум вака лично многу по готвењето и по убава храна, сакам да си спремам, овде моравме да нели модифицираме со конзерви, со готвење на некоја така брза храна. Брза храна. Мислам, не дека тоа нешто чудно, секогаш кога се оди и на планина во Македонија, да речеме, не се земаат не знам какви оброци, се зема нешто колку да се наполни буквално стомак, да даде енергија да се помине денот. Така да вообичаено, ама ете, даунсайд кај мене. Јас све јадам така да не се замарав. Не пречеше тоа. Мотивиравте ли други луѓе? Со она што можев да видам коментари, пофалби за вашиот подвиг од многу луѓе, дали мотивиравте, дали можеби веќе прашуваат други велосипедисти како да го направат тоа? Има таков пример? Па велосипедисти не прашуваат, ама ете негов пријател сега се нафурам за пешки да качува по големи висини, така да ете, барем еден човек знае. Ме интересира како си имате запознаено вие двајца? Долго време се познавате? На планина. На планина, да. Долго време? Да, со години. Многу години. Добро, а кога научивте да возите велосипед, можете ли да се присетите на моментот кога научивте, како деца претпоставувам, така? Ајде сетете се кога прв пат, кој ме научи да возите велосипед? Јас би рекол 4-5 години. Од прилика што е малце доцна во денешно време. Татко ми. Буквално ми текна и на првиот велосипед што сум го имал. Така Каков беше? Пони. Пони? Добро. Каква боја, памтиш? Резеда. Добро. Бачи денеска ми е баш како пред очи. Како се сеќаваш на моментот како се чувствуваше тогаш? Дали можеби уште тогаш размислуваше до каде би стигнал со велосипедот? Не, ама бидејќи работам, нели, знаеш дека работам со деца и со велосипедизам. Моментот е дека во одреден момент од животот секој дете има љубов кон велосипедот. И после таа се губи. Најчесто тоа е во пубертетските години, нели, поради X други работи. И после тоа повеќето не се враќаат на велосипедот или се враќаат така ептен рекреативно или буквално за некогаш да отиде викенд до парк или слично. Потреба. И па кај мене малце поинтензивно се врати. Зборам не само од спортски аспект, туку и секојдневно со велосипед низ градов. Така да, кај мене се врати прилично интензивно. Не се изгуби. Илија, твоето искуство со велосипедот? Па искрено не се сеќавам на колку години беше. Знам дека дедо ми ме научи. И реално, не знам, сигурно нормално као на дете интересно ми беше. И не сум баталил, да речеме, никад, ама ете пред 10 години да ми рекол некој дека ќе сум се качал на водно со точак, ќе му речев ти будала си. Значи пред 10 години, што да речеме не е премногу далеку тоа. Па почнав така планини да возам од прилика 2015 година, тогаш се формираше друштво на озбилни велосипедисти. И почнавме првин лабави тури, нешто катланово, на козијак асфалт, до водно и ни раста апетитите полека. Па се префрливме генерално са скрос на офроуд вожњи низ цела Македонија. Возливи, невозливи врвови. Екстремни. Да, си експериментираме, пробуваме, истражуваме. Така да, доста интересно. Ме интересира и околу ова искачувањето на вулкани со велосипеди. Тоа е некаков тренд? Знаете ли кога, не зборам конкретно за овој вулкан, туку воопшто. Тоа е некаков тренд во последно време или знаете ли од кога почнува? Не би Мислам рекол. дека не е тренд. Не би рекол дека е тренд, туку вулканите два аспекти се тука барем еве од моја гледна точка. Прво се повеќето високи. Второ, процентот на возење е добар. Во смисла на кој ќе споредиме иста планина со слична, тоест друга планина со слична висина. Ваму повеќе се вози велосипедот, што значи дека се попријателски настроени кон велосипедистите, иако во многу наврати се случувало и многу малдел да се вози, нели? На лице место кога ќе се отиде на теренот, бидејќи едно е она како викаме математиката дома и математиката реално надвор кога ќе излеземе да платиме. Така да кога излеземе на терен, она што сме го предвидувале или гледале по видеа, тоа е да, меѓутоа не е баш така. Не е баш така, ама тренд не знам дали е баш по вулканите или трендот е сега бидејќи дали во
нели како што сме на социјални медиуми, како што кликаме одредени интереси, како што се зачленуваме во групи, излегуваат нели слични содржини. Гледам дека сега има тренд на тие така наречени bike and hike, односно пешачење и возење, комбинација тури, каде што некои луѓе одат до одредена точка со велосипед, го оставаат и продолжуваат пешки, други па како нас продолжуваат целосно со велосипедот, го носат на грб или го туркаат, зависи од самиот терен, ама гледам дека се повеќе луѓе сакаат да дојдат на врвот со точак. Тоа е некоја сатисфакција, наверно. Да. Да се помочиш малку. Што си размислуваат луѓе, што си замислува еден човек кој што го искачил највисокиот вулкан на светот со велосипед? Што би било следно? Што си размислувате? Па има други вулкани. Да, има, мислам, нели освен вулкани има и други предизвици, бидејќи не е само искачувањето на највисокиот вулкан на светот, туку искуството што го носи целата таа авантура. Во смисла на тоа, нели, долги часови изложени на одредени временски услови, долги часови на одредена висина, со товар и така натаму. Така да веќе се планираат некои работи и за летово, и за крајот на летото, и за следна година, зборам почетокот на следна година, меѓутоа додека тие официјално не се потврдат, не би сакал да ги спомнувам, меѓутоа да, некои се европски тука, на европско тло, некои се локално на македонско тло. Така да имаме некои активности во Македонија што се прилично интересни за ова лето, што ги планираме и прилично захтевни, би рекол, дури по тежина споредливо со било што друго, баш од екстремен аспект, и после тоа одиме веќе на други континенти. Одлично, тогаш се гледаме за некој месец, Тоа тоа можеме да го заклучиме. Да. Се надевам дека Слободен печат, нашите гледачи ќе имаат можност и прилика ексклузивно да дознаат за вашите следни подвизи кои што ќе ги правите. Ви благодарам што бевте дел од Слободен печат. Навистина ми беше задоволство да разговарам со вас. Благодарам на поканата. Так, почитувани, се надевам дека со ова спортска успешна приказна ве мотивиравме и денеска ќе се качите на вашиот велосипед, а ако немате ќе си купите велосипед. И секако ви останувате уште кратко со Слободен печат. Во продолжение имам да ви најавам нешто многу интересно, нешто ново во рамките на емисијата на Слободен печат. Нема да ви откривам, останете за да дознаете.